od moj jagol. Mislim, znači postojam. Животот прави драми, а се гледаат серии. По навика се занимава и се чепка по тугите животи. Со љубопитно се слуша нешто за познатите од светот на филмот, музиката и секако политиката. Имам впечаток дека не само што напросто се впиваат информациите од светскиот и домашниот печат и портал интернет, туку престижно во друштво се прераскажуваат средби, настани, пикантерии, како во живо да се учествувало во нив, или во најмала рака се светело кога нештата се случувале. Новинарските куќи и електронските медиуми прават тиражи на читаност и гледаност на база на неформални исповеди, дебати, посети, се под едно мото – имидж и познати. Изворот мора да се препознае, да се погоди, за да приказната добие на своја тежина. Не е веќе мистериозно и ново ако се оди со информација од типот нашите извори велат, неофицијално дознаваме, како што не информираат од ваму и онаму и слични нешта. Тоа не проаѓа до крај. Такви приказни за мали деца може секој да раскажува како што денес и раскажува, но немаат тежина, што би се рекло колку нешто да се каже или да се излаже. Хелоу, каде стигнавме? На што се реагира? На примерот од калибарот на проверените методи. Тоа значи, викате еден или повеќе актуелни, да ги наречам познати гости во студио, кој дошол, кој не дошол, веќе не е важно, и почнувате со случајни прашања, иако веќе одамна не се верува ниту во случајности, ниту во чуда. Така, збор по збор, се прашуваат присутните за ова и она. Мора играта да се развие. Не може веднаш топката во аут и гол. Не е доволно спонтано, зарем не? Мора да им се дозволи на фановите да почнат да вртат телефони едни на други, да соопштуваат кој каде гостува, како се облекол гостинот, што говори, што им прави на останатите, колку е умен, односно обратно, и се така. После воведниот петинг, водителот започнува со серијата, демек, случајно, односно очекувани прашања за публиката. Што мислите за таа со која бевте порано во коалиција? Мислите на таа, па не сакам ниту името да и го споменувам во оваа пригода. Таа е ништо и не е тешко да раскрсти со некого кого не си го ниту почитувал. Таа вака, таа онака, оној супер, другиот за никаде, и така во бескрајни муабети од крајност до крајности. Не знаеш веќе што да слушаш, кому да веруваш, каде да гледаш, односно кому да не веруваш. И нормално, пушташ музика и животот продолжува понатаму. Дојде и толку посакуваниот миг. Дојде моментот на големата вистина. Тој сам призна. Никој не го тераше да каже. Што и да каже, кажал. Во оној или овој контекст и не е веќе важно. Тој крадел, овој лажел. Тој имал пари во една банка, овој имал 3 стана, она ставила толку вредност во анкетниот лист, а требала повеќе, и така со ред. Доволно да биде родена темата на денот за имиджот, за познатиот, притоа заборавајќи дека тој, истиот, пред само неколку недели, седејќи на истото место, се колнеше во својата голема поврзаност и почит кон истата која го мотивирала во животот, го крепела, го збогатила, му помогнала во погледот кон подоброто утре и пошироко, и тоа е тоа. За жал, ова не е осамен случај на душебрижници и дволичности помеѓу нас. Ги има многу и насекаде. Станаа како расад. Интернет, весници, емисии, колку душа ви сака.
Во живо снимено се надпреваруваат кој колку може да собере, кого да повика, исти фаци на сите страни, на различни канали, новинари како плева, повеќето не ги знаеш отколку што ги знаеш, јазикот македонски нелитературен, се сведено под новинарска фела и никому ништо. Караванот си врви, кучињата си лајат. Дали се викаат портали и емисии вака или онака е веќе сеедно. Секој пат се добро посетени и гледани како да станува збор за игрите на среќа. Колку луѓето сакаат да уживаат во радоста, односно тагата на другите, во злобата и пакоста. Просто е несватливо и не докрај откриено до ден денешен. Изборот е интересен. За разлика од глумците и пеачите каде што владее правилото што поненормално тоа подобро, кај политичарите владее другото. Што е подобро, тоа е поненормално. Тие самите не се штедат себе си од изливи на секакви емоции. Кажуваат своји приказни, своји вистини или говорат невешто по некоја шега, притоа заборавајќи дека шегата не може да насмее доколку не е кажана од вистинскиот и во вистинското време. И пушташ музика за одмор. После завршницата на филмот, наречен Дебата, сеансата продолжува во некоја маалска кафана, каде што се прераскажува и изобличува по потреба. Вие ќе победите, ние ќе добиеме, ма нема шанси и така во недоглед. И на крајот она препознатливото: гледај што ви правиме, виде што кажа нашиот, а како се постави вашиот. Се прашувам во оваа пригода, кој е наш, а кој е ваш? Кој кому што прави? Па сите сме заедно, овде, сега. Треба да го зачуваме мирот и достоинството, стабилноста. Треба да соработуваме, сите сме луѓе на нашава земја. До каде се оди со умот, а после испиеното се е достапно. Страшно е тоа колку луѓето сакаат да бидат нешто друго, сосема различно од она што се реално. Сакаат барем со паметот и својата фантазија да пловат во светот на познатите, видните, мокните, како да им е тесна сопствената кожа. Фантазираат и пливаат со умот. Тоа е веројатно доказ дека човекот е големо дете. Во секого спие тоа дете и го чека мигот на глупоста, односно вистината. Постои една вистина што вели дека животот е игра која треба правилно да се одигрува од ден во ден, од месец во месец, од година во година. Замислете кога се нормално би функционирало и на вести не би се слушало за војна, за тероризам или убиство. Да нема теми за сиромаштија, за штрајкови, за болести, за секакви вакцини. На што тогаш би заличел нашиот живот? Не би постоела душевна храна за многумина. Би се поистоветувале сите во ексцентричностите, во нормалното живуркање, во расипништвото, во возниот парк и монотоното секојдневие. Нема шанси. Затоа, гледајќи го животот, случувањата околу нас, патот кон иднината, водете се од себе, а на другите оставете им го делот што е нивен. Имајте го вашиот изграден имидж што се заслужува. Познат или помалку познат и не е најважното нешто. Да се биде човек во ова време на невреме е предизвик што треба да се освои во просторот на подлизурковци и ситни души. И нормално, пушташ музика после напорниот ден и се е поинаку.